Нови 500 милиони евра заем од европска држава за изградба на локални, регионални и експресни патишта, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој беше тајновит од каде ќе дојдат овие пари. Овие 500 милиона од Унгарија пак ќе бидат или од друга земја? Бидете спокојни, ќе тоа знаете. Мицкоски вели дека општинските проекти пред се ќе се финансираат од буџетот или со ефтини заеми од странство како што беше кредитот од Унгарија во висина од половина милиарда евра, од кои 250 завршија како кредити за компаниите, а другите 250 за општинските проекти. Тој вели дека засега нема да ја враќаат опцијата што се обидоа да ја спроведат додека беа во опозиција за издавање на општински обврзници, чии средства ќе беа наменети токму за комунално-инфраструктурни проекти. Дали тоа ќе биде директно преку буџетот или ова што вие викате ќе се обидеме да стерилизираме ваков тип на финансиски инструменти, се е опција, не велиме не. Битно е дека најголемиот дел од општините се консолидирани. Мицкоски најави дека по оставката на директорката на Комисијата за хартии од вредност, собранието наскоро ќе именува нов прв човек на оваа институција, со што ќе продолжи непречено да работи. Од работата на оваа институција зависи функционирањето на македонска берза, како и можноста компаниите да издаваат нови или за прв пат акции, како и институциите обврзници. Очекувам овој месец тој процес да се заокружи, да се избере новото раководство на Комисијата за хартии од вредност и ова што вие го споменавте, да се операционализира. Јас поздравувам и поддржувам секогаш иновации. Во моментов има неколку најави за иницијална првична понуда на акции на берзата, нешто што не се случило во минативе 29 години откако е формирана.